соопштам и сега. Ако СДСМ во историјата надминала многу, би кажал, ниски гранки, односно нема дно кое што не го пробушило, ова дно со законот за бранители обелдиво најголемо. Бидејќи да се обидете да карирате политикот на ваква тема е тотален нонсенс. Еве, за да ги повторам фактите, за да не испадне дека некој не ја говори вистината. Има еден писмен запис во собранието на кој што стојат имињата на двајцата членови на Комисијата за труд и социјална политика. Тоа по некоја случајност се извинам што ќе ги споменам на фактите, се тие се Јованка Тренчевска и Фатмир Бетики, на која што 5 наши членови на комисијата се потпишаа за свикување на Комисијата на труд и социјална политика со само оваа точка на дневен ред. Вие двајца не се потпишавте на тоа и покрај тоа што дадовме рок од 24 часа. Наместо да играте пинг-понг кој што ви е договорен со Илир Даути, ако сте сериозни со овој закон, ве молам поднесете интерпелација, имате 58 гласови од нас за да ја разрешиме и да ја откочиме комисијата. Ние сме кажале неколку пати дека овие луѓе ја имаат и ќе имаат нашата поддршка. Јас сакам едно прашање да поставам на последните 10 секунди од моето време. Почитувана Славјанка, дали во овие 1,2 милиарди денари се инволвирани средства кои што треба да ги обештетат ветераните на ОНА, бидејќи и вие кажавте став дека сте отворени за разговор во ова законско решение да бидат вклучени и ветераните на ОНА. Благодарам. Реплика Славјанка Петрова.